Добар ден за Сашко Тодоровски, експерт по меѓународно право. Сашко е гостин во разговорите кои што ги насловивме на кафе со твоја и денес ќе се обидеме да поразговараме за важноста или моќта на меѓународните договори и тоа ќе го поврземе со преспанскиот договор. За почеток, договорите. Каква е нивната важност и нивната моќ во делот на спроведување? Говорам генерално во светски рамки. Па, за разлика од редица национални експерти по право, јас верувам во тој систем на меѓународни договори, посебно што, буквално речено, веќе добри 50 на 60 години се докажува како највиталното орадие на меѓународната заедница во функција на регулација на меѓународните односи. И не случајно го поврзувам со формирањето на Обединетите нации, веќе претходникот, Лигата на народите, имал еден таков обид, кој што завршил буквално во прегратките на Втората светска војна, веројатно период на најголеми злодела во човековата историја. И токму подучени или на базата на тие искуства Обединетите нации создаваат еден многу ригорозен систем на евиденција и грижа за меѓународните договори. Се разбира дека тоа вака можеби звучи теориски или слогански, меѓутоа во практика веќе многу малку земји се дрзнуваат да си играат со меѓународното право. И се разбира дека кога ќе дојде некој наводен национален интерес, секоја држава се обидува на некаков начин под мотото да ги заштити националните интереси, да направи некое прекршување на правото. Меѓутоа, вака или онака, меѓународната заедница секогаш наоѓа начин да го сочува тоа право. И од тука често националните експерти го гледаат меѓународното право како оно што во националните законодавства се нарекува ius nudum или голо право, право незаштитено со некоја санкција. И да, во меѓународното право санкциите многу не се присутни. Меѓутоа, независно од тоа, меѓународната заедница развива такви паралелни механизми кои возможуваат најголемиот број од договори во нивниот најголем дел да бидат почитувани од сите или од оние што ги склучиле тие. Може малце да поразговараме за тие механизми кои што целосно се согласувам дека поучени од Втората светска војна и од документите кои што се донесени од 48 и 51 година минатиот век се поставени стандардите пред се за човековите права и слободи. И секако сите останати конвенции кои што се донесени се во функција да ја предвидат траекторијата како државите треба да се однесуваат во делот на препознавање и почитување на човековите права и слободи како глобални, генерални начела или вредности. Кои се тие механизми со кои што државите, што ги спомнавте, најчесто се грижат за спроведување на договорите кои што се подпишани помеѓу две или повеќе земји? Па добро, значи, тоа е само областа на човекови права. Во рамките на Обединените нации сепак се опфатени сите социјални области. Нема една област која не е опфатена. Например, за разлика од Советот на Европа, кој вика дека ги опфаќа сите прашања, освен едно, тоа е военото право. Обединетите нации немаат такво ограничување и они ги опфаќаат сите области на социјалниот живот, а кои што нормално имаат рефлексии на меѓународните односи. И следствено, на почетокот и таа борба за човековите права, таа дури малку задоцнила. Некако по-приоритетно се чинело да се донесат сите оние корпуси и меѓународни договори кои што требале да ги регулираат односите меѓу државите, а не толку меѓу државата и нејзините државјани, вклучувајќи ги и странските државјани на нивните територии.
И тука е таа дилатација што одвечно сте ја забележале. Меѓутоа, еднаш кога се свртило вниманието кон областа на човековите права и тие постепено се влегуваат во овој корпус на меѓународни договори и кој што корпус се обидал да извлече доста од договорите што биле склучени повеќе на мултилатерално ниво уште на почетокот од 20 век, па дури и на крајот од 19 век, тука аудираме ли на хашките конвенции и договори. Следствено, да, постојат механизми за формално санкционирање на државите, меѓутоа, независно од тоа, постојат и она што значат социјални санкции. Ние имавме прилика да видиме во последниот период на груевизмот што значи да почнете да паѓате во изолација. Значи, она што во историјата на дипломатијата го нарекуваме меѓународен остракизам, е ништо друго, туку едноставно напредните, цивилизираните, поквалитетните, грубо да речам, земји едноставно почнуваат да ве ставаат на мраз, да ги замрзнуваат билатералните, регионалните и пошироките односи со вас. И вие почнувате одненаш да екзистирате во еден вакуум. Во услови кога постои теоријата за глобално село како одраз на фактичката состојба, кога нема парче на светот што не е поврзано со некое друго парче или со останатиот свет, илузорно е да зборувате дека можете да живеете во некаков изолационизм. Секако. Имаме прилично големо искуство од работата на Европскиот суд за човекови права и какви се обврзувачките задачи за државите кои што најчесто во судскиот спор пред овој суд се означени како виновни за прекршување на човековите права. Тоа е можеби најпрагматичниот концепт или модел кој што го препознаваме за тоа како се спроведуваат условно кажано меѓународните договори или конвенции и рефлексиите кога тие ќе бидат прекршени на конкретни случаи кои што владеат пред Европскиот суд за човекови права. Можеби во овој дел може да се направи некоја краток коментар помеѓу овој концепт кој што го имаме од Европскиот суд за човекови права и некои други искуства за тоа како се почитуваат или не се почитуваат меѓународни договори. Значи, да, развиен е системот на меѓународни арбитражи и судови и во тој контекст со Европската конвенција за човекови права се формира и Европскиот суд за човекови права. И тој добри 25-6 години имало донесено вкупно 500 пресуди. Тоа било сепак раритетност, граѓанин да ја тужи својата држава и се разбира дека таквите пресуди биле применувани како отче наш. На ниедно од тие постари членки од западната демократија ни на крај памет не е било да не спроведе одлука на Европскиот суд за човекови права. Едноставно, силата на аргументите била доволна за сите тие цивилизирани земји или постари граѓански демократии. Сега, со проширувањето на бројот на членките на Советот на Европа, почнале некои турбуленции во насока на тоа, ама дали сакаме или не сакаме да спроведеме една таква одлука. И да, тука имаме повеќе случаи кај што нецелосно се применуваат одлуките на Европскиот суд или барем во некој сегмент нема да бидат применети, но глобално една пресуда на Европскиот суд за човекови права да не се почитува до пред 10 години беше непоимливо. Би сакал повеќе Но друг е механизмот е следниот. Доколку некоја земја не почитува определена пресуда на Европскиот суд, судот го известува Комитетот на министри на Советот на Европа. И тој е должен да ги преземе сите политички мерки што му стојат на располагање, за да ја принуди таа држава да ја спроведе пресудата на Европскиот суд за човекови права. Значи има механизам.
Така. Добро? Би сакал полека да одиме на едно друго подрачје, а тоа е договорот кој што пред 20 на месеци го подпиша нашата земја, во тоа време Република Македонија и Република Грција. Договор кој што значеше окончување на еден спор кој што траеше повеќе од 27 години и едноставно поставување на нови правци по кои што продолжуваат двете држави понатаму во својот процес на интеграција. Станува збор за Преспанскиот договор, кој што двете влади во тој период покажаа спремност и зрелост да дојдат до компромис, до договор, и во таа процедура сигурно дека беше извонредно голема улогата на меѓународната заедница и на нашите пријатели, секако и на пријателите на Грција, кои што овозможија доближување на позициите за тие да се сведат во договор кој што беше ратификуван и во нашата земја со промена на уставот и со прифаќање на новото име Република Северна Македонија, и од друга страна истиот договор беше ратификуван во Грција од парламентот на Грција, и всушност Грција беше првата земја која што го ратификуваше протоколот за членство на нашата земја во НАТО. Тоа значеше забрзано придвижување кон НАТО и во еден дел одмрзнување на чекорите поврзани со добивање статус на земја која што ќе преговара за членство во Европската Унија, која што ќе видиме подоцна имаше своји нагорни и надолни текови. Како гледате на овој договор во денешна дистанца, имајќи во предвид дека во првиот момент двете влади кои што несебично инвестираа многу од својот авторитет, интегритет, политички капитал, го најдоа решението кое што беше болно, предпоставам дека и за двете земји, и во таа смисла договор кој што во тој период имаше подлога на еуфорија од политичките структури во двете држави, меѓутоа денес 20 месеци подоцна тој договор едноставно значи напредок по некои чекори, меѓутоа ги покажува и предизвиците или едноставно проблемите со кои што се соочуваат и двете земји и секако и меѓународната заедница која што во добар дел се постави како гарант на спроведување на овој договор. Еве вашето мислење за овој договор денес. Па добро да поидеме прво од тоа дека стварно се работеше за извонредна политичка храброст на обете страни и ајде да наречеме тоа резантност. Јас забележав две заблуди во македонската јавност што можеби не се за изненадување, а со епитетот болно решение практично влегувате во првиот сегмент од тие заблуди. Лично мислам дека ние забораваме дека Македонија е географски поем. Ние сме одлучиле тоа да стане дел од нашиот политички ентитет. Политички ентитет кој што почнал да се создава во неговата nation state formation или формирање на национална држава во Втората светска или непосредно пред Втората светска војна и преку одлуките на АСНОМ и донесувањето на првиот македонски устав, тоа не е 2001 или 1991, туку 1946 година, ние сме станале национална држава. Меѓутоа, таа национална држава е лоцирана во географската област Северна Македонија. Иако ние сме доволно искрени испрема светот, испрема себе си, името Северна Македонија воопшто не е некој болен компромис, туку е наједноставен факт на животот. A fact of life, што би рекле браќа англичани. И ништо повеќе. Дури најголемата светска сила не се дрзнала да каже јас сум државата Република Америка и никој друг не смее да го користи терминот Америка. И они измислиле некаков начин, флоскула во која географскиот поем ќе го вградат во името на својот национален ентитет, тоест Соединети Американски држави. Но тоа не значи дека Канада не е на
американско тło или дека целата онаа Јужна Америка со едно чудо држави не е на континентот Америка. Исто е и кај нас. Има се разбира многу луѓе кои што поаѓаат од тоа дека ама ние од памтивека се викаме Македонија. Драго ми е. Ама ние сме го нашли тој термин благодарение тоа што оваа област е Македонија како географски појам. И втората заблуда е дека ние можеме сега Преспанската спогодба, откако ќе влеземе во НАТО, да се откажеме од Преспанската спогодба, да си останеме членка на НАТО и на некој волшебен начин да продолжиме во преговорите со Европската Унија. Јас се извинам што малку се смеам, ама стварно мислам дека тие луѓе што ги развиваат овие тези покажуваат едно големо неискуство во меѓународните односи. Меѓународните односи не се нешто што се гради од денес за утре, не се нешто што се одвива во рамките на еден политички мандат, односно циклус на дали ќе биде тоа влада или парламент или што и да е, туку се тоа односи кои што траат буквално речено со векови. И од тука вие не можете денеска да си играте со некоја и троштина достојна за Итрпео и ете ќе ги изиграме меѓународните договори и пак ќе си бидеме сите среќни и задоволни. Не. Суштината е дека пакта сунт сервана, договорите треба да се почитуваат и ние треба и мора да го почитуваме овој договор, но во крајна линија стварно не ни фали ништо од капата, да не зборувам дека ни паднала круна од глава. Второ, тоа страшно влијаеше на промената на односите не само меѓу нашите две земји, туку воопшто на регионот и би рекол меѓународната заедница та дури првпат почна да гледа светлост на крајот од тунелот. И одеднаш да почнуваат да размислуваат дека може да се реши дури и српско-косовското прашање, па најодзади и да се реши Босна, како веројатно најсложеното замисливо прашање дури и за балкански рамки. И од тука лично верувам дека Преспанската спогодба е едно извонредно постигнување. Знам дека веќе на неколку универзитети почне да се изучува во рамките на нивните катедри за меѓународни односи и верувам дека и понатаму ќе биде стварно едно светло, барем во светот на теоријата. А за овие наши размисли како да ги изиграме Преспанската спогодба, се надевам дека ќе ги погребаме. Така, да. Не случајно претходно разговаравме и за механизмите кои што ги имаат државите, токму од аспект на гаранција и на тамошно спроведување на договорите кои што се постигнат. Ова е извонредно важен договор, кој што значеше отварање на перспективите за нашата земја, да го почне процесот на интегрирање кон НАТО, кој што без малку е завршен, и процесот на отпочнување на интегрирање, односно на преговори со Европската Унија за идно членство во Европската Унија. И во таа смисла очекувањата кои што беа со потпишување на овој договор, едноставно одеа во насока дека тој е последната капка што треба да ја дополни чашата за Европа да одговори позитивно. Меѓутоа, видовме дека во октомври Франција, веројатно и некои други земји, гледа со дилема и едноставно не се согласија со ставот на мнозинството земји членки на Европската Унија да ја дадат зелено светло на нашата земја за отпочнување на преговорите, што влијаеше во еден дел секако во амбиентот или расположението на граѓаните на нашата земја, но пошироко дали можеме да го доведеме во некоја врска темпото или брзината со која што се почна и треба да се продолжи на тамошното спроведување на Преспанскиот договор, имајќи во предвид дека е тоа договор комплексен, сложен, се димензионира на период од повеќе години и достигнувањата, односно исполнување на обврските од секоја од двете земји потписнички, исто така е условен со одредени временски интервали.
Прашањето е дали оваа одлука на одлагање на членство, на почнување на преговори на нашата земја, Република Северна Македонија, со Европската Унија, значи и некаква негативност или намалување на ентузијазмот во натамошното спроведување на Преспанскиот договор. Значи, тука исто имаше една мала заблуда дека Преспанската спогодба значи некој вид автоматизам за нашето членство во НАТО и за отпочнувањето преговори со ЕУ. Тоа е билатерална спогодба, значи таму не се подписници ниту ЕУ, ниту НАТО, ниту пак членките на овие две меѓународни организации. Што значи не може и не смее да биде тоа некаква обврска за нив. Та дури во извонредната пресуда што ја добивме од Меѓународниот суд на правдата во Хаг по спорот со Грција, кој што навистина импресионираше со својот резултат 14-0, што би рекле со фудбалски речник. Сепак се нагласи, судот најде за сходно да нагласи дека тоа е билатерална спогодба. И таа пресуда се разбира се однесува на времената спогодба, меѓутоа времената спогодба е претеча на Преспанската спогодба и оваа вторава ја отповикува времената спогодба, тој е познат интерим акорд. И сега во такви услови имаме и една голема заблуда дека сите мораат да го почитуваат. Да ја почитуваат Преспанската спогодба. Преспанската спогодба создава контрактуелни обврски за двете страни подписнички. Значи за нас и за Грција. Толку. Сите други имаат право да се изјаснат вака или онака, меѓутоа ова е една спогодба која буквално најдена неверојатно широка поддршка од меѓународната заедница и осем практично една сила од истокот, сите други ја прифатија спогодбата како извонредна, како решение на еден, како што спомнавте, 27 годишен спор, ако не и повеќе, бидејќи во време на Југославија Македонија имаше проблеми по таа линија со Грција и едноставно речено дава такви решенија кои што овозможуваат односите меѓу двете земји да се нормализираат, а со тоа и да повлијаат на целокупниот балкански регион. Надвор од тоа, што значи прифаќање на Преспанската спогодба, јас сепак би рекол дека Франција од сопствени причини реши да се спротивстави на одлуката за отпочнување преговори на ЕУ со Македонија. И на крајот на криштата, во таа сфера нема никаква обврска ниту на страна на Франција, ниту на било која друга членка од ЕУ, да се каже, од Преспанската спогодба произлегува ваша обврска да потпочнеме преговори. Нема таква нешто. Така. Но, она што беше преседан во поставката на Франција е тоа што инсистираше на или двете земји, или ниту една. Да, тоа е друга димензија во разговорот. Автоматски, значи, тука веќе Преспанската спогодба нема никакви. Меѓутоа, очекувањата беа дека со решавање на спорот помеѓу Македонија и Грција, веќе не постојат пречки кои што може да го закочат на тамошниот пат или пристапување на нашата земја од почнување на преговори со Европската Унија. Но се виде дека тој ветер во грб и очекување... Морам да се спротивставам заради тоа што Франција со еден многу внимателен речник, но многу сериозно не предупредуваше подолго време дека Преспанската спогодба не е и нема да ја обврзе нејзе да одлучи вака или онака. И некако мислам дека во македонската јавност тие предупредувања не поминаа баш забележано. Беа тивки можеби и завиткани, но беа тука, беа присутни, можам и конкретно да ги посочам. Се согласувам, веројатно постоеше и амбиент дека не сакаме да ги видиме тие укажувања. Да, тоа е еуфорија, класична И еуфорија. секако она што е најголем аргумент, а кој што е објективен,
е дека прогресот или напредокот треба да се темели на квалитетни реформи кои што треба да ги продуцира самата наша држава. Пред се администрацијата, кој што се согласувам дека има не секогаш нагорни патеки на движење. И во таа смисла, можеби, новиот концепт или новиот модел кој што се афирмира, кој што го сугерираше Франција и зад кој застана Европската Унија, во еден дел предвидува и, би рекол, прагматични и корисни механизми, без тоа што тие можеби не им се по волја на владеачките структури кај нас, бидејќи напредокот треба да се темели на видливи, мерливи резултати кои што ќе покажат дека се подобруваат нашите стандарди и се достигнуваат нивоа кои што треба да ги има една земја, една членка на Европската Унија. Така што во целата оваа ситуација препознаваме и такви вредности на кои што треба да се подготвиме, меѓутоа да бидеме подготвени да ги менуваме нашите навики и нашиот пристап. Моето прашање се однесува уште малку поврзано со Преспанскиот договор. Во 2003 година, кога Грција председаваше со Европската Унија, всушност се промовираше моделот дека сите земји од регионот на Западен Балкан ќе бидат членки еден ден, кога ќе ги достигнат стандардите, ќе бидат членки на Европската Унија. Во меѓувреме имавме осцилации на таа поддршка или на таа позиција, не само од Грција, но воопшто и од Европската Унија, која што во некој период ги раздолжи тие процеси, веројатно и по заслуга на самите земји аспиранти. Меѓутоа, неспорно е дека на тој процес влијае и некои процеси непродуктивни или неубави кои што се случуваат во Европската Унија. Дали во овој момент Преспанскиот договор значи и повторно реанимирање на, условно кажано, грчката дипломатија за интегрирање на не само на нашата земја, но и регионот пошироко? Дали во еден дел спомнавте дека позитивната страна од Преспанскиот договор се рефлектира и на некои други можни формули кои што ќе решаваат некои други проблеми кои што се присутни во регионот? Дали едноставно денеска Грција ја препознаваме како наш сојузник и предводник на патот кон Европската Унија? Добро, тоа сепак би било малку смела квалификација. Да бидам искрен, јас некако не се согласувам на администрацијата и нагорни линии. Би рекол дека ние имаме таму една многу сериозна синусоида, но ако го споредам, а имаме доволно години стаж во тоа, актуелниот период со она што значеше периодот кога се распаѓаше Југославија, значи кога Македонија се уште беше федерална единка, тоа ниво на квалитет на државната администрација ние се уште го немаме постигнато. И можеме да се лажеме вака или онака, меѓутоа во таа насока многу помогнаа негативните процеси како на поширок план, така и во рамките на ЕУ, но така и во рамките на регионот. Ние во рамките на регионот имавме многу сериозни проблеми со авторитаризмот. И што значи бегање од патеката на демократија, завлегување во фактички автократии, а кои што во себе подразбираат рушење на сите контролни национални механизми. И да бидам искрен сега, после еден 10 годишен период на таква крајно негативна ориентираност на нашата власт, покрај она што значеше меѓународна изолација, ние на внатрешен план претрпевме многу повреди. И од тука сега, кога вие зборувате за мерливи резултати, јас сум малку стегнат. Заради тоа што до сега ние можевме да мафтаме со теориски резултати. Упорно носење нови закони, со промена на 3 запирки, со промена на 4 предвози или сврсници. Истите закони ги носиме по десетина пати, а имаме и ситуации кога закон еден те ист на иста седница на парламентот се менува 2 или дури и 3 пати. Значи, тоа е таква една какафонија во правото,
Тоа е таква една замена на тезите, кај што ние мислиме дека со некакви закони, носење поинакви, вакви или онакви, смеа промениле работата. Не, тоа апсолутно е неточно, апсолутно е. Па дури спротивно е погрешно. Она што нам ни требаат се мерливи резултати, но мерливи резултати во апликацијата на законите и во стварноста. Значи, она што значат перформанси. Еве, баш неодамно излезе повторно годишната проценка на Обединетите нации за коефициентот на среќа и таму повторно се истите 5 нордиски земји во првите 5. За нас неќе ни да кажам кај сме. Едноставно речено, сиве овие работи, вклучувајќи и Преспанската спогодба, имаат една единствена цел, ние да станеме земја на благосостојба, кај што ќе имаме среќни државјани. Јас не верувам дека некој, дури и од најтврдите струи во Македонија, се дрзнува да каже дека ние сме овде среќни државјани и живееме во услови на благосостојба, а без тоа, оно што ќе каже дека граѓаните се среќни, си има најтап со нас. Да, има повеќе причини кои што може да се издвојат како контраргументи за отсуство на среќата. И еден од тие мерливи, за жал, механизми е одливот или заминувањето на пред на младите луѓе од земјата. Господин Тодоровски, сакам да ви се заблагодарам за времето кое што го поминавме и за вашите размислувања поврзани со Преспанскиот договор. Ви благодарам. Јас благодарам на приликата.